Активноста на владата за обезбедување на нови 111 милиони евра кои што директно ќе бидат ставени во функција на предпријатијата од Република Македонија ќе овозможат да се обезбедат и ликвидни средства, односно обртни средства и средства за инвестиции. И во едниот и во другиот случај станува збор за исклучително поволни средства, односно средства што се обезбедуваат со многу поволни услови какви што нема во моментов ни на домашниот пазар, ниту пак во Европа. Во случајот на докапитализација на МБПР со 10,7 милиони евра, на барање на коморите и на барање на фирмите кои што се членки на трите комори, се одлучивме за поддршка на еден приоритетен сектор, а тоа е преработувачката индустрија која што се занимава со откуп, преработувачка и извоз на земјоделски производи. Значи ќе бидат финансирани фирми, мали и средни фирми кои што се занимаваат со откуп, преработувачка и извоз на земјоделски производи, и тоа е една стратешка гранка за која што обезбедивме со оваа докапитализација 10,7 милиони евра. Вториот проект е кредитната линија од Европската инвестицијска банка, 100 милиони евра ќе бидат ставени на располагање на фирмите од Република Македонија, и во тој кредит очекуваме да се и поголемите стопански капацитети во држава, за кои што ќе бидат максимално одредени 30% од вкупните средства, а останатите 70%, значи 70 милиони од 100, ќе се наменети за малите и средни предпријатија, и во тој дел ќе отидеме со субвенционирани услови, каматна стапка од 5,5% и рок на отплата од 8 години со 2 години грејс период. Значи повторно исклучително поволни услови кои што ќе им помогнат на фирмите да стекнат средства кои што ќе ги наменат било за инвестиции, било за ликвидност, за обртни средства, и со тоа веруваме дека ќе успееме и да сочуваме илјадници работни места во Република Македонија, а се надевам и да креираме одреден број на работни места, иако времињата се тешки